заповедайте. Ви благодарам, почитувани колеги, почитувана заменик министер. Судбината на овој амандман е иста како и на претходните амандмани кои ги имам поднесено. За жал и овој амандман по пети пат го поднесувам, меѓутоа еве не се прифаќа, но да се надеваме и да бидеме оптимисти дека во 2012 година ќе се изнајде начин како овој сериозен, животен да речем проблем, а тоа е да граѓаните бидат обезбедени со вода за пиење, ќе биде решен. Во овој момент, како и до сега, граѓаните од овие две села воглавно се снабдува со вода за пиење од природните извори, и тоа од бунари или кладинци. Меѓутоа, многу голема мака мачат, особено во критичниот период, а тоа е летниот период, кога се клумат овие природни извори и тогаш луѓето навистина не знае што да прават, односно многу трпни проблеми има со водоснабдувањето. Сакам да напоменам дека и да потенцирам и да кажам дека владата треба да води сметка за развој, односно за ревитализација на селата. За жал, некако гледам дека отсуствува таа грижа, со самото тоа што по пети пат рекол дека го поднесувам овој амандман, не се прифаќа, тоа и потврда дека навистина треба државата, односно владата, па и сите институции, министерства и така натаму, сериозно да имат разбирање за обезбедување и решавање на комуналните проблеми, особено со водоснабдувањето во селава. Уште еднаш ќе повторам и ќе потенцирам дека ревитализацијата на селата треба да ни биде приоритетна политика на сите институции, особено на владата. Јас само да подсетам дека селата, благодарејќи на селата, оној процес кога отпочна со индустриализацијата, тоа е после 60-те години, за сметка на селата се разви и индустријата, се развива градовите. И тој борч, сега мислам дека градовите, односно државата, има обврска да го наплати, односно да во селата инвестира, ако сакаме луѓето и овие што останаа во селата да ги задржиме, бидејќи и ова да го потенцираме, да кажем дека храната, која што треба да представува една стратешка цел на секоја држава, се произведува најмногу во селава. И да, еве, на крај да завршим со тоа дека за потребите од обезбедување на овие средства е неопходна. Проект има, тој проект е ревидиран, така да само се чека на разбирање, меѓутоа реков дека сум оптимиста и дека во 2020 година ќе се стави крај на овој проблем. Благодарам.